Кои се инфламаторни болести и како се третираат, ке дознаеме од нашата гостинка, која што веќе ни пристигна и во студиото, доктор Наташа Чучкова-Никчевска од Систина. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Секако. Се надевам дека сте во добро расположение утрински. Да. Така, она што ни е главно секогаш се нашите прекрасни дечиња и вие имате токму таа професија педијатар да ги лекуваме, се разбира. Меѓутоа денеска за ова утро ја одбравме оваа тема. Еве, ајде повеќе околу инфламаторните болести, што треба да знаеме за нив и како тие се третираат? Инфламаторните болести на цревата, самото име нивно кажува дека се хронични воспалителни процеси на цревата, односно на дигестивниот систем. Генерално тоа значи дека тие траат, не е нешто што поминува, туку нешто што трае можеби понекогаш и доживотно и се менаџира. Статистички не спаѓаат во најчестите заболувања кај децата, но се повеќе нивната инциденца расте. Тие се карактеристични за адултното доба и за адолесцентите, пубертет, предпубертет деца. Иако од вкупниот број на инфламаторни болести на цревата, 30% се јавуваат во периодот на растење. Само 5% од нив се јавуваат многу рано под 5-та година. Тие ги нарекуваме инфламаторни болести со многу ран почеток. Кои се симптомите, да кажеме, токму за ова што сега вие го споменавте? Симптомите може да бидат карактеристични симптоми, со абдоминална болка, со крвави, слузави столици, губиток на тежина, анемија и покачени инфламаторни, односно воспалителни маркери. Меѓутоа, кај децата, како се не е 2 и 2 во медицината, одит и со некарактеристични симптоми за инфламаторни болести, па може да се манифестираат и со анемија, со задоснување во пубертетниот развој, со микронутритивни нарушувања, со промени по кожата и по другите органи и системи. Така, меѓутоа се лекуваат? Тоа е нешто што се лекува долготрајно. Ние велиме се менеџира, се следи состојбата. За да се намалат симптомите, за да се подобри квалитетот на животот на децата и за да функционирањето на психолошкиот момент, што е многу битен кај децата, се одржи во оптимални некои рамки, за да може тоа дете, нели, пубертетот да го преброди, па да израсне во еден здрав човек и понатаму таа состојба да ја менеџира, односно да долгорочно да се третира. Што покажува, ме интересира, еве кога веќе зборуваме за инфламаторните болести, тие како се третираат, што покажува анализата кај нас во Македонија, статистиката, еве да кажам, колку дециња се соочуваат со оваа болест? Во однос на статистиката, јас би рекла повеќе за светската статистика, некаде 20 до 30 деца на 100.000 се разболуваат од инфламаторни болести. Како причина за инфламаторните болести не е нешто познато, тоа се должи на три дела, значи на генетската предиспозиција, односно предусетливост во семејствата каде што имаат инфламаторни болести, тие се кроновата болест и улцеративниот колит, е поголема зачестеноста на овие две болести за 30% во однос на генералната популација. Тука се факторите на околината и тука се факторите на дигестивниот микробиом. Сега, зошто е тоа толку интересно? Интересно е затоа што од година во година, последниве 10 години, овие болести растат, односно инциденцата нивна расте во земјите кои што се развиени. Во земјите кои што не се развиени, каде што, да речам, исхраната е потрадиционална, се базира повеќе на зеленчуковишни, на некој поздрав начин на исхрана, нивната инциденца е помала. Значи, драстично помала. Значи, е многу битен факторот на околината, на исхраната и на микробиомот, односно оние наши пожелни микробактерии во дигестивниот систем. Тоа значи дека ние сме позаштитени од или дечињата се позаштитени? Ние сме позаштитени, иако го има и тој феномен кога деца и возрастни од не толку развиени земји ќе отидат во развиени земји, нивниот живот
последователно и начинот на исхрана се променува и изнеденцата кај тие исто расте. Вие сте млада докторка, многу Па сакам ви да ви благодарам, не сум толку млада. Добро, како и да е, така ми изгледате. А тоа е еден комплимент утрински од жена на жена. Меѓутоа би сакала да ви поставам прашање. Ја гледам таа милост во вашите очи и добрина, меѓутоа зашто се одлучивте токму за оваа професија педијатар? Па јас искрено медицина само заради педиатрија студирав. Браво, така. Сакав да бидам адвокат или јазици, меѓутоа така завршив во Америка средно училиште и некако се заљубив во медицината и во педиатријата, во семејството кај што живеа беа доктори педиатри. И заради тоа и се запишав на факултет. Понатаму одлично е кога ќе дознаеме нешто и прилика и да бирам дали сакам кардиологија и педиатрија, сите сакаат кардиологија, јас така си останувам на ставот. За дечињата да имаме уживам во работата секојдневно. Така. Кажавте во Соединетите Американски држави, ете колку убаво некогаш и со вас нели докторите од Сестина па да поразговараме и на ваков некој начин за подобро да ве запознаат гледачите. Како беше искуството таму? Имаме ли разлика ние во школувањето во текот на одамна беше искуството, иако пред 1-2 години пак бев на еден престој, различно е. Значи убаво е и во кариерата и во образованието да се види и светот до каде и ние до каде сме, иако и нашата едукација сосема да речам солидна, посебно да. Сакам да знам, еве кај дечињата како педијатар, сигурно се соочувате нели секојдневно и во време сме на пандемија и така натаму. Што е она што кај дечињата, еве не знам возраста, можеби вие ќе се дозволите сами да си кажете од која до која возраст, е најголемиот проблем со кој што се соочуваат здравствен? Во однос на овие болести, во однос општо зборувам сега. Така. На страна да ги ставиме инфламаторните болести, општо сликата здравствена состојба кај нашите дечиња, што најмногу се појавува како здравствен проблем кај нас? Па генерално секогаш се појавуваат инфекциите, тие инфекции, настинки, процентуално се тие, потоа бронхитите, кашлицата, алергиските болести се најзачестени, потоа доаѓаат гастроинтестиналните тегоби, односно стомачната болка, повраќањата, проблемите во однос на абдомен и значи вирусните инфекции сепак се позачестени. Вирусните секогаш, да. Затоа и во народот се нарекуваат детски болести, се додека созрето имунитет 3 години, а сега и по 5 години, настинките, односно вирусните настинки се најчести во Како да им се помогне најдобро? Па најдобро сега јас можеби малку професионална ми е карактеристика, најдобро им се помаѓа преку здрав начин на исхрана и здрав начин на живот. Што значи тоа? Треба да јадат здраво 3 пати во денот и 2 ужинки, веќе зборуваме за она поголема возраст, нели? Треба да спортуваат, да престојуваат на свеж воздух. Така. Да ги искористиме еве повторно да се навратиме малку и нели за она зашто конкретно сме ова утро тука, инфламаторните болести. Што е она што ќе ни кажете вие, а ние можеби не го знаеме за овие болести, што треба најмногу да знаеме токму на оваа тема? Треба да се посомниваат и матичните педиатри, да речам и родителите, кога се јавува некоја болка која што трае, посебно кога се јавуваат крваво слузави проливи, кога едно дете карактеристично со детската возраст е дека губи во телесна тежина и дека се сомневаат на некаква инфекција, меѓутоа очигледно, нели со првичното третирање не се работи за инфекција. Колку побрзо се осознае дека се работи или за кронова болест или за улцерозен колит, кога зборуваме за инфламаторните болести, толку и терапијата, односно е подобра, исходот е подобар, квалитетот на живот е подобар. Кога зборуваме за кроновата болест, таа може да се јави по должина на целиот дигестивен систем, односно може да се јави од устата се до анусот, од промени улцери на устата, на желудникот, на тенкото црево, на дебелото црево, таа се карактеризира со промени на прескок, ги викаме. Значи тој воспалителен процес може да има на делови да има, па на делови да нема, може да биде засегната трансмурално целите црева, значи по должината на сите мускулни слоеви, дури да се прават фистули
помеѓу органите и апцеси да се прават. Кај улцеративниот колит промените се ограничуваат на колонот, односно на оданосот проксимално, односно само на дебелото црево и тие се во континуитет. Генерално и по тоа ги разликуваме кој тип на инфламаторна болест. А дали создава некоја болка по кај дечињата чувствуваат? Секако да, значи тоа се обично тешки болки, не функционални болки кои што се пратени со слуза во крвави столици. Тие дечиња анемизираат веќе кога се во ја развиваат болеста, доаѓа до дефицит на нутритивните елементи, бидејќи цревата се делот каде што се апсорбира храната, па гледаме анемија, железот дефицитна анемија, B12 дефицитна анемија. Кај кроновата болест може да се јаваат и промени по кожата, како еритеми, екземи, фистули, гнојаници или во перианалната. Симптоми родителите да реагираат веќе. Да изреагираат. Што го слушна ова. Посебно кога има слуза во крвава столица, прво да се тргнат позачестена или без разлика. Секоја слуза во крвава столица е веќе нешто за алармантно, кај што треба да се проследи дали се работи за некоја бактерија, да речеме салмонела, шигела или некоја друга патогена бактерија, некои од паразитарните заболувања знаат така да направат, но кога веќе немаме нешто такво, треба понатаму да го упатат на гастроентерохепатолог за да се најде правата дијагноза. И ваш совет еве за крајот од разговорот, што ќе биде до сите значи, бидејќи сега истражувањата се фокусираат повеќе на микробиомот, на пожелните бактерии, да им советувам што помалку да јадат процесирана храна, да јадат свежа храна, домашно подготвена, изобилство на зеленчук и овошје, да внесуваат пробиотици во првенствено како природни култури од типот на јогурт, кефир, а потоа и пробиотици како додатоци, затоа што очигледно и литературата кажува дека дел од нашиот микробиом кога е здрав и ние здраво се исхрануваме не само за инфламаторните болести, и за другите болести, многу ни помага да не се развијат тие хронични болести, односно детски болести. Јас мислам дека тука сме кон крајот, меѓутоа еве кога веќе имаме барем уште некоја минутка, погледнувам кон часовникот, да искористиме и за пандемијата. Омикрон сојот кај дечињата дава полесна клиничка слика или какво е искуството до сега да ви искористаме еве така да кажам и за тоа? Да, одамна имаме и ковид центар, ковид амбуланта за деца. Омикрон кај децата дава навистина полесна клиничка слика, вообичаено одат со 2 до 3 дена температура, максимум до 38,5 и со оние катарални знаци на вироза, значи кашлица, настинка, течење на носот. Кои се познати веќе и од претходно? Познати, генерално овој бран не сега вака генерализирано не правеше некои посебни проблеми во однос на спуштање на белодробието, правење на бронхити, бронхопневмонии или засегање на другите органи или мултисистемско засегање, како на почетокот на епидемијата. И скоро сите дечиња помина само со супортивна терапија, со течности, пробиотици и витамини. Така. Кога дечињата избегнуваат, знаеме дека се проблематични нели во исхраната, некои не. Меѓутоа зборуваме за оние попроблематичните кои што бираат нели што ќе јадат или не сакаат да конзумираат овошје, зеленчук и слично. Што правиме со нив? И па тоа вака малку попрактично и како мајка. Наутро им правиме смути. Така. Со сите зеленчуци и овошје, не само со овошје, ставаме спанај, банана, јаболка, киви, се што имаме сезонско во овој период за да зголемиме внес на минерали, витамини преку исхраната. Ете тоа е еден трик. Потоа им готвиме според возраста. Секоја возраст има своји јадења и секој дете знае што сака да јаде, така да им советуваме на мајките ако не ќе да јадат, обично палачинките се со јајца, ако не сакаат јајца да јадат. Ако не сакаат месо да јадат во некоја мала возраст, вообичаено они сите сакаат да јадат тестенини, шпагети. Да, тоа е на менито број 1. Во тестенините и така. Им се готви за нивната возраст да им биде интересно за да може да внесат здрава храна сепак. Да си играме со нив и да ги забавуваме за да се подзаборават па да јадат. И на таков некаков начин. Многу благодарам што бевте дел денес од Добро утро секое утро и секои ваши совети се добре дојдени за сите нас, за мајки, баби, дедовци, сето она што имавме можност ова утро да го слушнеме и да знаеме од вас. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Секое добро. И за нашите гледачи, ќе ве поздравам тука, ќе се одјавиме